Светиот крст по втор пат во рацете на Мартин Гоџа од Варош. Тој беше срекникот меѓу неколкуте стотини верници кои успеа да го извади крстот од осветените води на Охридското езеро, кој го положи по главарот на МПЦ, архиепископот господин Стефан. Ова е втор пат Гоџевски да го фати крстот. Втор пат го фаќам крстот. Прв пат беше во 2022 година, во 2025 година пак ми се посреќи среќата прв да стигнам до Светиот крст. Ова е огромна чест за мене, за мојата фамилија, за мојата тајфа. Студени ли беа водите на Охридското езеро? Ко секоја година, така и ова е. Конкуренцијата голема беше? За тој што е пишан крстот, за него ќе си дојде. Начинот на осветувањето на езерските води и положувањето на крстот му предходеше обраќање на поглаварот на МПЦ, порачувајќи им дека со настанот на крштавањето на Исус во водите на Јордан е објавена вистината за Бога, за човекот и светот и вистината за небото и земјата. Меѓу илјадниците гости на водици во Охрид беше присутна и председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова и министерот за транспорт Александар Николовски. Традиционално, манифестацијата по повод православниот празник Богојавление водици во Охрид ја следеа илјадници верници и гости, како од градот, така и од останатите делови од државата. Празникот Богојавление на среќниот фаќач и на сите православни верници им го честиташе и градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков. Му посакувам многу здравје, среќа и успех на фаќачот на крстот Мартин Гоџо. Ми се чини по втор пат го фаќат крстот и само убајни следната година повторно се видиме во добра организација и добри временски услови секако. Меѓу присутните беше и председателот на СДСМ кој на сите православни верници им го честиташе Богојавление. Му честитам на момчето Гоџо Мартин од населбата Варош кој што денеска го фати крстот. Посакувам среќа, здравје и успех ова година, а исто така и на сите кои денеска во ладните води на Охридското езеро скокна и се обидуваа да го фатат крстот. Празнувањата во Охрид продолжуваат и утре со уникатната манифестација Денот на рибарите со која се чествува православниот празник посветен на Свети Јован Крстител.